Благодарам. Отворен претрес по амандманот Трајчо Димков баре збор. Благодарам, председателке. Значи, вака се да направи. Кога зборувавме дека сите патишта ќе водат кон Штип, и тоа се случува. Универзитетот, индустријската зона, патиштата, почетокот на изградбата на клиничката болница, која за жал пак многу малку средства и целата работа е стопирана. Се стопира и патиштата, меѓутоа добро што ВМРО-ДПМНЕ направи добра проекција за целиот регион. Значи, патишта се движат од Скопје, кон Штип, преку Штип до Струмица, преку Штип до Кочани, се гради. Се направија многу проекти. Имаме многу студенти, имаме многу возила, имаме влезна и лјадници, луѓи и возила секојдневно во Штип. Знаете што значи? Штип стана центар, благодарение на претходната влада на ВМРО-ДПМНЕ. Сега, кога се прават такви ситуации, нели, кога имаме некои комодитети, убави услови, може луѓето да си купат и возила, си купуват и станови, се градат некаде преку 10-15 стамбени објекти кои се многу важни, приватна иницијатива е. Значи, приватна иницијатива, државната иницијатива градеше претходно. И сега веќе имаме малку повеќе, сите сакаат да живеат во централните градски подрачја, имаме проблем. И ние треба да го менаџираме тој дел. Имавме предвидено да се направат катни гаражи. И тие катни гаражи можат делумно, не викам дека целосно би го решиле проблемот, меѓутоа делумно може да се реши проблемот, бидејќи Штип е веќе универзитетски град. И ние мораме да му помогнеме на тој Штип. Меѓутоа, за жал, јас во последно време гледам и во буџетот, и во целата проекција на владата, некако како да се заобиколува Штип. Се нема да чекаме ние ВМРО-ДПМНЕ да дојде на власт, за пак да се гради во Штип. До кога така ќе правиме? Веќе сум разочаран, да ви кажам, и навреден сум, затоа што колегите не дават никаква поддршка на моите амандмани со господинот Никола Мицевски и господин Иван Иванов што ги предложивме. Веќе ова е, стварно да ви кажам, не знам, мислам дали е лично кон мене, дали е лично кон Штипје, не знам што треба да се направи. Како треба да ја анимираме македонската јавност, како треба да ги убедиме пратениците од Социјалдемократскиот сојуз да дадат поддршка. Па барем еден проект да се одваже. Еве како овој што беше за прочистувачите на воздухот во училниците во универзитетот Гоце Делчев. И ќе бидат благодарни студентите, затоа што се грижиме ние за нив, затоа што створивме универзитет, затоа што градиме болници, затоа што градиме патишта, индустријска зона, имаме инвестиции таму. Значи имаме индиректни вложувања. Сето тоа го направи ВМРО-ДПМНЕ. Сега, дај малку и вие помогнете, не викам, нека биде ваше, еве ќе кажуваме, по вас ќе крстиме тие катни гаражи, кажете таму некој име, не знам, од некој си човек од Социјалдемократски сојуз, па макар и како сака нека биде. Важно да имаме каде да се паркират луѓето, да нема хаос во Штип. Се не знам зошто толку несериозно кон Штип, зошто се заобикола, зошто се едноставно Штип не се како да се избрише од картата на постојањето на оваа влада. Малку сум загрижен затоа што и немаме и кадри во владата, можеби и тука е големиот проблем. Ако имавме некој министер, заменик министер, ке се лобираше, ке се бореше, нити еден човек кадровски не заобиколија, инфраструктура не заобиколија, сите проекти што требаше да почнат и тие застана. Веќе сум загрижен дека некој има нешто против Штип и работи против Штип. Ве молам да го промените тој став, да ја промените таа работа и да дадете поддршка за нашите амандмани. Благодарам.